Добар ден, почитувани мои сограѓани, жители на општина Петровец. Добар ден за граѓаните од Петровец, од Катланово, од Конјаринјата, од сите овие наши убави македонски села. Ми правите голема чест и мене, и Бети, и на нашата советничка листа, сите овде здружени. Попладне кога треба да бидете со семејствата, но овде сте со нас, затоа што сите знаеме дека е важно. Важно е да се случат промените во оваа наша убава општина. Важно е да избереме вистински луѓе во општината. Важно е да се фокусираме на најсериозен и највнимателен начин, затоа што од какви луѓе ќе поставиме, избереме ние граѓаните на местото градоначалник, на местото советници, од тоа ќе ни зависи иднината на општината. Петровец ни е портата на главниот ни наш град, од секој наш аспект. Кога е да дојдете, преку Петровец ќе поминете, дури и да слетате со авион преку оваа наша општина поминувате. И многу е важно кој е првиот лик, првата импресија што оставаме за сите кои што доаѓаат и во Скопје, но и во Северна Македонија. И од тој аспект, првата работа што сакам денеска да ја кажам, е дека имаме ретка и неповторлива шанса да избереме човек кој што многу подобро го знаете од мене. Жена, борец, мој другар, Елизабета. Ја знаете сите многу добро. Ја знаете добро заради тоа што е честна, заради тоа што е одговорна, заради тоа што целата љубов е кон Петровец. Мој соборец во многу специфични, тешки моменти за Петровец и за државата, заедно со многу од вас овде присутните, затоа што борбата во општествениот живот се прави од љубов. Од љубов кон татковината, од љубов кон својот народ, од љубов кон својата општина, кон своето семејство, кон своето место на живење. И тоа го имате втемелено комплетно во Елизавета Зелениковска. Во едни такви околности, кога нашата земја ни се европеизира, нашата земја е членка на НАТО, изгради пријателство со сите своји соседи. Најголемото пријателство го изградивме дома, меѓу нас, така раскараните во овие 25 години. Отимавме секако вид на непријатни ситуации во државата. Во вакво време, на модерните општини им личи авангарда. Бети ја носи женската сила, женската моќ. Затоа што општината прво ќе ја има секоја предност во градењето на рамноправно еднакво општество за сите. Оти кога зборуваме за еднакво општество за сите, не зборуваме само за македонците, албанците, бошњаците, турците, ромите, власите, србите, сите кои што сме во државата. Но зборуваме за еднаквоста помеѓу градот и селото, помеѓу мажите и жените, помеѓу младите и повозрастните, помеѓу различните религиски групи, културолошки групи. И овде прв пат има шанса да добиеме една изворедна предност од човек општественик, добро упатена, не само што е пријателка со премиерот, туку и со сите министри, има одлични конекции, да може да се бори за Петровец, да носи повеќе проекти за Петровец, и тоа не смееме да дозволиме да го пропуштиме. Затоа, првата порака ми е кон сите дами, кон сите жени на општина Петровец. Солидарноста на дело. И имаме причини до небото. Имаме човек кој што 3 мандати е тука и навистина со сите ресурси на вака географска поставеност општина требало да бидат граѓаните и побогати, и пострекни, со подобро уредени улици, со подобро уредени комунални инфраструктури, како водоводи, канализации, а не во 21. век, во третата деценија, главна негова преокупација да биде бизнисот. На крајот видовме еден куп бандити кои што украдува огромни пари, но сега се позатвори. Што му чинат на човека парите, ако имаш несреќен народ, ако си тргнал само по парите, а не ја завршува својата работа, макар дома, макар во општината, во владата, во државата или слично. Навистина, овој потенцијал кој што го има оваа наша општина, треба да биде потенцијал за појак економски стандард на целиот наш народ во оваа општина што ни живее. Целиот овој период, војна водиме, битка водиме едно со друго, дали се
дивокопачите во Средно Конјари, или е брат му во Катланово, или од каде да ги терат самите бизниси, постојано да се фокусират на земјишта, имоти, како да во гробот се носат овие имоти. Навистина имате причина до небото да направите промени. Сакам исто така покрај замолницата за дамите, за сите наши жени кои што не живеат во Петровец, да испратам една сериозна замолница до сите жители на општина Петровец. Дајте ни, почитувани граѓани, шанса да видите социјалдемократ како ја води општината. Дајте на жена шанса да видите како се средува општината. Дајте шанса на промените, затоа што промените се здрави. Здрави се промените. Дома, дневната соба, после 12 години ќе ја преуредите. Ќе ја сместите троседот на едно место, мастата на друго место. Промените се здрава работа. И треба да ги направиме. Затоа ве повикувам отворено и честно да дадете подршка. Општините допираат до 70% од потребите на граѓаните. 30% е централната власт. Сите имаме или деца, или внуци во училишта во градинките. Сите имаме потреба од комуналните предпријатија, од општинските надлежности. Од 1 јануари се симнуваат нови надлежности на општините. Доаѓаат приходите комплетно од земјиште, шумско, од водостопанските предпријатија, од пасишта. Ке ги јакнеме во своите надлежности и институционално и финансиски самите општини. Пред некој ден со министерот за финансии и локална самоуправа објавивме третата фаза на фискалната децентрализација. Приходите од персонален данок на доход ќе ги дуплираме на општините. ДДВ-то беше 4,5%, сега 6% ќе доаѓа на општините. Тоа се стотици милиони за општина Петровец. Не ги оставајте во бандитски работи. Оставајте ги во честни раци. Оставајте ги во жена домаќин, во човек кој што ќе биде градоначалничка подеднакво на сите граѓани и на сите населени места во општина Петровец. Петровец ни е сведок дека рамномерно инвестиравме во сите општини. Ние не ја делиме општината дали е водена од владеачки кадри или од опозициони кадри или слично. Рамномерно инвестиравме. Но немам ни еден состанок направено со досегашниот градоначалник. Ниту побарал состанок. За разлика од другите општини кои што добија малку повеќе, заради тоа што се бореа за својата општина. И точно е, рече пратеникот, важно е дека инвестираме равноправно и еднакво на сите. Но не е неважно дали се од иста политичка проминенција, градоначалникот, премиерот, министрите, парламентарниот состав, затоа што е логично да теглат и да терат таму каде што има повеќе разбирачка, каде што има состанок, каде што има разговор, каде што се разработуваат проектите, каде што се решават имотно-правни проблеми, инфраструктурниот дел, инженерскиот дел внатре за секој еден проект, дали е водовод, дали е канализација, без разлика дали е пат, дали се регионалните околности кои што се овде со регионалните патишта, па дури за една детска градинка, за школа или за било што е потребно за општината. Затоа исто така ова важна работа. Градоначалникот досегашен на Петровец имаше конекции со работка со минатата власт. Ама вие сте сведоци колку се направи. Ништо. Огромни приходи и потенцијали за самата општина, прво како изворни приходи имаат, второ не се помогна скоро со ништо од аспект на регионални проекти, да не зборувам за поддршка со пари на извршната власт за локални проекти. Сега ќе ви кажам ние што се имаме завршено во овој дел. Пратеникот кажа еден дел и јас ќе дополнам и сакам да остане забележано. Прво, во Петровец помогнавме во реализација на капиталните проекти, рехабилитација на регионалниот пат Петровец-Катланово. Во фаза на проектирање е рехабилитацијата на надвозната лента на автопатот Петровец, Миладиновци и на Кадино Хиподром. Изграден е локалниот пат во Ржаничено. Реконструирана е улицната мрежа на улица 5 и 3 во Петровец. Се работи на развој на локалната патна мрежа комплетно во Петровец. Изградена е фекална канализација за улица 6 во Петровец. Изградба на пешачка патека во село Петровец. Изградивме мост кај Средно Конјаре, кој што го нарековме цветот на Сребреница.
Направивме проектни документации, помогнавме за гасификација на централната котларница и приклучок на гасната мрежа во касарната Страшо Пинџур. Најдобро е тоа што го инвестиравме во училишта, детски градинки за помагање. Во следниот 4 годишен мандат планираме изградба на градинка во населеното место Катланово и уште една градинка во Долно Конјари и доградба на веќе постојната градинка во Петровец, што ќе допринесе за зголемување на бројот на нови дечиња во групите и подобрување на условите во кои што ќе бидат згрижани и воспитувани нашите деца. Изградба на подрачно основно училиште и спортска сала во населено место Огњанци. С големен број ученици побара и изградбата на новото основно училиште, кое ќе биде направено по модерни стандарди, а спортската сала ќе ги исполнува сите основни потреби на младите луѓе. Ќе го изградиме локалниот пат Петровец Огњанци со поставување на сообраќајна сигнализација и одводнување, со што ќе ја решиме и оваа долгогодишна потреба на граѓаните. Секако, сообраќајната сигнализација на мостот е поставена, цветот на Сребреница следува осветлувањето и целосното негово дооредување. Ќе биде изградена нова современа прочистителна станица за вода во населеното место Раженичино за третман на отпадни води. Новата филтер станица што опфаќа и фотоволтаична централа и оперативен објект, со што трајно се решава проблемот со отпадни води во општината и се подигнуваат стандардите за заштита на животната средина. Ќе биде изграден и нов современ културен дом за одржување манифестации и настани со цел подобрување на културно-уметничкиот живот во општината. Но за сето тоа ни треба градоначалничка, не градоначалник. Ни треба Бети, ни треба Елизабета Зелениковска, за да можеме да ги завршиме сите тие проекти. Во секој проект, од проектирање до комплетен надзор, драфтирање, постапките, транспарентни за јавни набавки, комплетно имаат мал милион детали за работа. И навистина треба тим со кој што ќе работиме. Затоа, во целиот овој период е многу важно каков градоначалник ќе поставиме. И мајки го целото тоа во предвид. Сите нови надлежности, сите намери кои што сакаме да ги направиме тука. Еден дел кажав каде ќе добиете директна подршка од централната власт, но останатиот дел ќе работиме на проекти и ќе бидат дополнително поддржани. До сега, во овие 4 години поддржавме 7000 проекти на локално ниво. 550 милиони евра потрошивме пари за надлежност на локалните самоуправи. Затоа е многу важно каква одлука ќе донесеме. Сакам овде да испратам порака до сите наши коалициони партнери, до членовите на СДСМ. Имате задача, затоа што сум председател на членовите на СДСМ, да поразговарате со сите, а сите наши симпатизери да ве замолам да поразговарате со граѓаните и да им кажете дека иднината на општината е обврска на сите. Да си стават прстот на челото и да размислат. Што е тоа што е најдобро за нив? Што е тоа што е најдобро за нивните семејства? За нивното мало, за нивното село, за нивната општина, па и за нивната татковина. И согласно тоа да ги донесат одлуките. Затоа што и Северна Македонија и општина Петровец се наша одговорност. Пријатели имаме од целиот свет. Видовме. Сите светски лидери ни се пријатели. Пол од нив ја посетува татковината. Дојдоа тука да не изразат почит. Не за муртинчанецот Зоран Заев. За нашиот народ дојдоа да дадат почит. Затоа што сме миролюбив народ, затоа што градиме пријателство, затоа што сме европејци по сите можни аспекти. Затоа што никогаш низ вековите не сме имале аспирации и окупаторски, не знам какви или не планови за другите земји. Не, секој пат сме биле добри луѓе, кои што со својата пот и честна работа заработувал за својот живот. Овие наши пријатели се тука и ќе ни помогнат, но најголем дел од работите зависат од нас, од граѓаните. Како ќе си ја постелиме чергата, така и ќе си легнеме. Тоа го кажувам денеска од името на сите досегашни донесени одлуки. 30 години прославивме независност на Македонија. И во такви едни околности, голем дел од прашањата што се решија претходните 4 години, можеа да се решат и пред 15, и пред 20, и пред 25, и пред 30 години. Ама обично
калкулираа политичарите за својата политичка фотелја. Дали биле премиери, министри, пратеници или слично. Секој пат била прво калкулацијата. Што ќе каже народот? Не донесовме храбри одлуки. Затоа што целиот наш народ 30 години изгуби една цела генерација, чекајќи да го добие местото кое што го заслужува. Имаме работлив народ, најработлив на свет. Господ ни дал прекрасни годишни времиња, одлични климатски услови. Географската положба ни е најдобра на светот. Центарот на Балканот. Стратегиски најважната позиција имаме на светот. Само зависи како политичарите не ја водат татковината. Ние носевме одлука и денеска една работа можеме сите да потврдиме. Може да сонува некој да прави тајни агенди за војни, за поделби, за не знам ли какви неконфликти или слично. Денеска сме членка на НАТО и имаме имотен лист. Територијалниот интегритет ни е заштитен на државата, сувереноста ни е заштитена на државата. И НАТО значи економија, НАТО значи инвестиција, затоа што е безбедно, затоа што е сигурно. Лани добивме одлука со консензус на Европската Унија за почеток на преговорите. Од овие митинзи денеска заминувам за Словенија, утре имам средба со Макрон, со Меркел, со Јанша, со Вархели, со сите европски лидери, со председателката на комисијата, со председателот на Европскиот совет, затоа што се труда да ни помогнат. Јас верувам дека до крајот на годината со вакви мудри политики ќе успееме да ги отвориме првите поглавја. А првите поглавја значат и европски фондови. И ако работиме ваква инфраструктура со општински и државни пари, тие ќе ги доплираме и ќе ги триплираме со европските пари. Затоа е многу важно да продолжиме по патот по кој што сме тргнати сите. Ова е навистина една наша мултиетничка општина. Како што рече Зекир, Македонија е умала. И сакам да им се заблагодарам на сите припадници на немакедонската заедница за поддршката на македонскиот народ што ја дават цело време. И на бошњаците, и на албанците, и на турците, и на власите, и на ромите, на сите, србите, сите што ни живеат овде. Водиме една сериозна битка на наша впишување во светските документи и анали. Денеска во Обединетите нации пише македонци и македонски јазик. Денеска имаме лична карта во најголемата светска организација. Имав можност и во Обединетите нации и во Европскиот парламент да се обратам на македонскиот јазик. Се повеќе го афирмираме и го потврдуваме нашиот македонски идентитет и македонски јазик. Овде не поддржуваат сите други етнички заедници. И тоа е големиот благодет. Втората работа, постигнавме едно значајно единство дома сите, кое што денеска представува пример и контрааргумент за сите планови за прекројување на граници на Балканот или било каде во Европа, за етнички територии или размена на територии. Денеска Северна Македонија е доказ како имаме функционално мултиетничко општество каде што сите се граѓани и тоа еднакви граѓани со еднакви права и еднакви обврски. И тоа е наше богатство, затоа што се радуваме едни на други. И на Курбан Бајрам се радуваме едни на други и на Великден, и на Рамазан Бајрам и на Божик. На сите празници кои што ги имам. И треба да се ја чуваме татковината од тој можен аспект. Затоа што ова е богатство непроценливо кое што го имам. Не ни треба повторно кавги меѓуетнички, кавги со соседите, кавги со целиот свет. Најлесно е да се скарате. Сите овде што сте, имате дома брачни другари, знаете дека се вратите од тука, кавга ако сакате одма може да има дома. Најлесно е кавга да направите. Прашањето како да подаете рак, како да изградите пријателство, како низ тоа пријателство меѓусебно да си помагаме. Денеска наши најголеми пријатели се нашите соседи. И да, и Бугарија заради отворените прашања внатре има одредена блокада. Ќе ја надминеме. Ќе ја надминеме заради тоа што немаме суштински проблеми и суштински причини. Изградивме пример на земја. И треба да продолжиме по тој пат. Пораките на овие избори, за тоа кој ќе се гласа, можеби нема да ги оквалификуваат изборите како историски, но може да имат историски последици. Затоа е многу важно какви одлуки носиме исто така. Затоа што преку тие пораки кажуваме дека продолжуваме по патот или ќе почнеме се враќаме назад. Ги
Слушам нашите противници. Многу малку сакам да зборам за нашите противници. Затоа што има многу што да кажеме, земав листови пред мене да читам. Не се запамтуваат проектите што се направени, а не да ги направите. Не може да ги испрочитат сите проекти. Во целиот овој период навистина изградивме 60 детски градинки. Реконструиравме, изградивме 80 училишта. 60 на полициски станици ги заокруживме комплетно со реконструкција, таму работи нашиот народ. 34 болници и амбуланти ги изградивме или комплетно реконструиравме во целиот овој период. 1000 километри патишта изградивме во државата. 500 километри водоводи и канализации поставивме. И го слуша Мицковски се чуди како тоа е било можно. Можно е, само не правиме ние споменици, музеи, жални врби и се тие златните огради што ги гледаме таму по мостовите. Таму отидоа повеќе од 800 милиони евра. За 4 години еве ги 500 милиони евра каде отидоа во реални проблеми на граѓаните. Можно е. Во државата наша има пари за се. Гледате, актуелна е темата за струјата. Актуелна е. Затоа што сега е над 200 евра мегават електрична енергија. Лани беше 55, за времето на ВМРО беше 35, ама е, цената стабилна, на домакинствата не мрда. Што мислите, како се држи цената на струјата да не се покачи, која на берзите се покачува? Државата ја плаќа разликата. Огромни милиони евра. Ама има пари, затоа што нашиот народ не е толку силен да понесе високи сметки на електричната енергија. 14 милиони евра годишно штеди народот плюс од ефтината тарифа што ја имаме од 2 до 4 секој ден. 11,5 милиони евра годишно штеди нашиот народ, што укинавме таа пуста радиодифузна такса од која што беа блокирани 90.000 сметки на граѓаните. 30 милиони евра враќаме пари на граѓаните само со скинирање од мој ДДВ. Имало пари во државата. Само прашањето како се распределуваат парите. Ние одлучивме парите да ги распределиме и инвестираме кај граѓаните. Затоа растат и платите и пензиите. Минималната плата не пред 40 години, пред 4 години беше 8 и 9 илјади денари. Знаеме колку дава во фабриките. Сега е со закон за гарантирана 15.200 и до крајот на годината ќе биде 18.000 денари. Дупла од 9.000 денари. Таа е минимална плата и не е најважната, ама таа е важна затоа што е базата на покачувањето на сите плати. Таа кога расте, растат сите други плати. 22.400 беше просечната плата, 2017 година на пролетта, сега е 28.744 денари. 6.300 е покачена просечната плата. Пензиите се покачени во просек за 2.000 денари. Малку е тоа. Но со новата методологија во ноември и декември, од 1 јануари, пензиите ќе се покачуваат плюс по критериумот пораст на платите. И секој 1 јануари и 1 јули ќе имаме видливо покачување на пензиите. Како ќе растат платите, така ќе растат и пензиите. И тоа е наше ветување за сите наши родители, пензионери луѓе. И за сето тоа имало пари. Се случува во иста земја. Ние не сме друга земја. Немаше едноставно пари за лечење на луѓето во странство. Денеска никој не зборува дали има пари за тоа. Има секој пат. И за се. Лозарите, погодени од пандемијата, плюс 3 денари, плюс 4 денари, плюс 2 денари за извозот. Јаболкарите, погодени со индустријското јаболко, 3 денари, дополнително субвенции. Субвенциите сега не се делат веќе по партиски штабови. Добиват сите и добиват навремено. И при тоа, од големите компании ги одземавме субвенциите и ги лимитиравме до одреден основ и сите тие разлики ги пуштивме кон индивидуалните земјоделски производители. Денеска земјоделците не може да кажат дека порано имале повисоки цени на своите производи. Денеска се највисоки од самостојноста цените на земјоделските производи. На кој и да е продукт. Ама тука е државата да ја заврши својата функција, а тоа е за тоа што постои. Постои за народот. Инвестиравме 4 години во нашиот народ додека решававме најкрупни прашања и на меѓународен и на домашен план. Затоа, мој народе, очекувам подршка на овие избори. Мицковски нека чека од споменици, од врби, од златни огради, тие нека го гласат Мицковски. И уште една работа, го гледам, испраќа
секако вид на несериозни пораки. Заради мојот коментар дека се борат за чиста Македонија, а се борат, водеа митинзи, сите збореа за тоа пред одреден период. А наша Македонија никој пат не била само на македонците. Тоа и на албанците, и на бошнаците, и на турците, тоа не од вчера, векови е така. И вика, ама не сум јас тој за чиста Македонија, он бил за исчистена од криминалот. Па, не е веќе добро утро, добро вечер, Мицковски. Добро вечер, оти криминалците си одговарат и се осудени во казна затвор. 2/3 од криминалците се од ВМРО ДПМН и навистина јас очекувам после овој 7 пораз и тој како неуспешен да ги доисчисти криминалците да си ја напушти ВМРО за да дојдат современи луѓе, европејци луѓе со кои што ќе разговараме и со кои што заедно ќе работиме, затоа што ако заедно работиме, државата ќе биде дупла посилна, дупла повеќе ќе оди напред, затоа што на секој можен начин мораме да градиме единство во оваа наша земја. И последната порака. Следните 4 години доминантно ќе ги посветиме на младите луѓе. Младите луѓе се нашата иднина. И тоа не ние да одлучуваме за нив. Тие ќе бидат вградени да одлучуваат на секаде. Овде гледат во советничката листа, начело со нашиот носител Ацо Јосифовски, се рамноправно застапени и мажи и жени, ама и доминираат и младите луѓе. Затоа што иднината е на младите луѓе. Младите луѓе од 2022 година ќе можат порано да тргнат на работа, штом завршат средно и високо образование. Секој млад човек нема да има потреба повеќе традиционално, како што знаеме ние овде да чека 28, 29, 30 години пред женување, пред мажење, тогаш да бара работа. Не порано да тргне на работа. Со тоа што? Тој што ќе тргне на работа, државата ќе ги плати придонесите за него. Дополнително ќе има награда за секој млад човек, како 7 дена во хотелите заради дружење со младите од регионот, или посебно испраќање на семинари за дообука или слично. Тие млади што сакаат да се стекнат со практични вештини, а завршиле образование, теоретски се необразовани, ќе можат од државата да им биде платено теоретското, практичното образование кое што ќе го стекнат. Најголем дел очекувам да тргнат со сами свој бизнис. Преку стартапите, преку Фондот за иновации и технолошки развој, преку своји идеи и своји бизниси. Да развиеме и на локално ниво. Да детектираме какви дејности фалат во Петровец, во Долно Конјари, Катланово, било кое село овде, за да може да го стимулираме дополнително да биде отворено како дејност. Тоа отвара работни места, граѓаните добиваат услуги и ги мултиплицираме ефектите за придобивки за сите. Секој млад човек, конечна цел мора да не биде да не остане дома. И тоа во родното место. Каде што живее, каде што му се родителите, роднините, пријателите, за да овде ствара. Може да работи глобално, може да работи регионално, може да работи локално, тоа е негово право и обврска, но конечен таргет ќе ни биде младите. На крајот, уставните промени, договорот со Бугарија, обединувањето на нашиот мултиетнички народ, сите овие реформи што се случија во државата, сето тоа што е направено е за една единствена цел. Повисок економски стандард на нашиот народ. Само преку повисок економски стандард ќе се ги задржиме младите луѓе овде, да не останат овде, да не живеат. Затоа, почитувани мои сограѓани, вечерва сум исправен овде во Петровец, пред жителите од сите населени места во општина Петровец, да ја побарам подршката. Дојден сум и како премиер, и како председател на СДСМ, но и како Зоран Заев од село Муртино, Струмичко. Да побарам подршка за промени во Петровец. Имате се што ви треба. Од кандидат со комплетна љубов, фокус и спремност да се нафати со предизвиците на водење на оваа прекрасна македонска општина, до жена која што прв пат ќе ја испрати пораката на различноста, која што е многу важна, а при тоа ќе охрабри многу жени од сите региони, вклучително и од општина Петровец. Промените, рековме, се здрава работа и некој пат е здраво да ги дозволиме да се случат, заради тоа што носат нова енергија, нови идеи, нова мотивација. Сето тоа се сериозни причини да ја побарам подршката. Дајте шанса еднаш на социјалдемократ и на нашата коалиција да може да покажеме нешто поинако.
нешто подобро, нешто развој, нешто убаво. Затоа велиме дека го нудиме најдоброто. И на вистина излегуваме со најдобрата понуда. Најдобрата програмска понуда, најдобрата понуда преку проекти и преку визија, најдобрата понуда преку кандидати. Сакам вечерва да побарам во името на останатите 12 дена, во името на 12 месеци во годината, во името на тие 12 сата, колку што ќе имате можност да гласате на 17 септомври, да заокружите број 12. Да направите промени за пресврт во Петровец, да направите прогрес, да направите надеж иднина обезбедена за генерациите кои што доаѓаат после нас. Драги мои сограѓани од Петровец, гласаме за најдоброто. Гласаме за број 12. Гласаме за Елизабета Зелениковска. Гласаме за Ацо Јосивовски. Гласаме за советничката листа на коалицијата СДСМ, предводена од најдоброто за мојата општина. Да сте ми живи и здрави, да живее општина Петровец!